Представници на медиумите, би сакал во оваа прилика да ви представам што е тоа што во изминатите речиси 300 дена е направено во Штип и што се планира да се направи во следниот период. На почетокот, веднаш по превземањето на управувањето со јавните предпријатија, се зафативме со чистење на градот, средување на парковите и крпење на ударните дупки низ улиците. Иако овие активности се основни задачи за секоја општина, претходното општинско раководство во наследство ни остави нечист град, руинирани улици, несредени паркови. Јавното предпријатие ИСАР, кое работеше со загуби, почна да работи позитивно и да ги враќа на собраните долгови, а истовремено да дава многу поквалитетни услуги на граѓаните. Поставени се нови 175 клупи, над 300 корпи со отпадоци, направени се комплетно нови паркови на локацијата Дујле и во населбата Баби. На повеќе места се поставија нови лулашки и детски игралишта. Градот веднаш почна да го менува ликот, што не помина незабележено кај граѓаните. Бидејќи општинската каса беше празна, по направената анализа превзедовме обемна акција за репроценка на вредноста на имотот на граѓаните и фирмите. Во текот на 2009 година се собра данок кој е за околу 20% повеќе од предвидениот во буџетот за 2009 година, а во буџетот за 2010 година се проектираше приход од даноци кој е поголем од минатогодишниот за цели 2,5 пати, и тоа без големување на даночната стапка. Ги засиливме одделението за локален економски развој и почнаа да се изработуваат и реализираат повеќе проекти. Од UNDP добивме грант со кој ќе направиме евидентирање и систематизирање на потоците за сите дивоградби во градот. После Битола, Штип стана вториот македонски град кој се зачини во Европската асоциација на градови со богато културно наследство. Членството во оваа асоциација е стимул за понатамошните туристички проекти со цел промоција на градот надвор од нашите граници. Во областа на воспитно-образовните активности се обезбеди донација и се реализираше реконструкција и адаптација на простории за ученици со посебни потреби во основното училиште Ванчо Прке и изготвен е проект за реконструкција и санација на подната и покривната површина на спортската сала во средното општинско училиште Јане Сандацки. Обезбедени се средства и се доградба на просториите во детската градинка Астибо. Паралелно, работиме на локални градски и приградски инфраструктурни проекти. Во тек е завршната фаза на изградбата на дел од фекалната канализација во село Чардаклија. Колекторот што ги поврзува населбата Балканска со село Чардаклија е веќе при крај. Се работи на канализацијата на улицата Косовска, се дупчи бунар за задоволување на потребите од вода во село Селце, се завршуваат работите за уредување на просторот околу новата сала во населбата Сењак. Завршено е подготвувањето на техничката документација за канализациона и водоводна мрежа во местната Суитлак и уште повеќе други. До мај 2009 година јавното предпријатие ИСР беше под закана да се блокира поради долговите кон Евана и поради недомакинско работење, но сега работите се ставени под контрола. Долгот редовно се сервисира, а предпријатието започнува развојни проекти во чии рамки е планираната инвестиција од 300.000 евра за реконструкција и доградба на бањата Кежовица. Започнавме со изработка на локална информациона комуникациона стратегија со која преку зголемена компјутеризација на најоптимален начин ќе се подигне нивото на услугите што локалната администрација ги дава на своите граѓани. Успешно се реализираше Штипското културно лето, ја продолживме традицијата со превземање на брендот и покровителството на Макфест, ја организиравме Пастрамаилијадата, официјално прогласивме патрон на градот, со што обновивме една подзаборавена традиција. Но најголема придобивка од работењето на новата локална самоуправа во Штип се изработените проекти чија практична реализација непосредно предстои и кои од корен ќе го променат ликот на Штип. По повеќемесечни планирање и изработка на техничка документација се е подготвено преку кредит од Светската банка во висина од 2 милиони евра, градот да започне со еден капитален проект за уредување на централното градско подрачје. По целото течение низ градот, во должина од 1300 метри, досега деценијски неупотребливото корито на реката Отиња ќе се претвори во шетачка патека, украсена со канделабри, клупи за седење и други содржини. Поточно ќе добиеме пријатно место за прошетка и забава. Над коритото ќе се изградат 5 платформи за паркирање со вкупен капацитет од 140 возила, а градскиот плоштад ќе добие ново лице. Улицата Ванчо Прке ќе се ослободи од паркираните возила и ќе се реши сообраќајниот хаос во центарот на градот. Еден од најголемите проблеми во Штип се загубите на вода со градскиот водовод.
Над 60% од водата која прочистена и квалитетна влегува во водоводната мрежа се губи во стариот и дотраен систем, во кој во голем дел се инсталирани потенцијално ризичните азбестни цевки. Но сега конечно се гледа решението на ова екзистенцијално прашање. Заедно со јавното предпријатие ИСАР изработивме проект за санација во вредност од 3 милиони евра. Очекуваме нешто помалку од половината од парите, околу 45%, да бидат обезбедени како донација од проектот ОРИО од холандската влада и од владата на Република Македонија, а останатите 55% општина Штип ќе ги обезбеди од сопствени средства. После речиси 2 децени, Штип конечно ќе има можност да одлучи дали и понатаму ќе ги чува парите собрани од местниот самопридонес од 1992 година во висина од 1,5 милиони евра или ќе ги вложи во трајно решавање на проблемот со водата за пиење. За ова прашање, граѓаните на Штип најверојатно ќе треба да се изјаснат на нов референдум. Друг голем проблем во Штип е уличното осветлување. Имаме лошо осветлување со огромни трошоци. Затоа изработивме проект за замена на сите улични светилки со нови, далеку поекономични. Според овој проект, оваа замена нема да ја чини ништо општината, бидејќи новата инвестиција ќе се отплаќа од заштедата на електрична енергија за осветлување и од намалените трошоци за одржување. Изградбата во Штип во изминатите 5 години е сведена само на становите за млади брачни парови кои ги градеше владата. Но сега, интересот за градба на стамбено-деловни комплекси е значително зголемен. За таа цел, за оваа година во програмата на општината е предвидена изработка и ревизија на деталните урбанистички планови за површина од 215 хектари. Предстои ревизија на генералниот урбанистички план и изработка на сообраќајна студија со кои ќе се постават основите за развојот на Штип во 21. век. Многу меѓу позначајните промени во плановите се организирањето на улицата Ванчо Прке во 2 нивоа, тоест во пешачка зона под која ќе проаѓа двонасочна сообраќајница. Понатаму дислоцирање на градскиот пазар и за граѓаните на Штип можеби најинтересната промена дислоцирањето на градскиот стадион. Сегашната локација на стадионот е најатрактивна во градот, која ќе се комерцијализира преку нејзина пренамена за изградба на голем, современ, стамбено-деловен комплекс. Заедно со постојниот комплекс Дуиле и густо населената населба 8 ноември, на самиот влез во Штип ќе се создаде нова атрактивна урбана целина. Средствата од продажбата на ова земјиште и средствата добиени од комуналии ќе се искористат за изградба на нов градски стадион со капацитет од околу 10.000 гледачи, кој е предвидено да се гради во рекреативната зона Сутлак, како само еден елемент од голем спортски комплекс во кој се предвидени помошни фудбалски терени, спортска сала, тениски терени, хотел и други спортски содржини. Се работи и на остварување на проектот за изградба на дом за стари и изнемоштени лица. Направени се јавни анкети и испитување на заинтересираноста на пензионерите, најден е инвеститор кој сака да инвестира заедно со општината по принцип на јавно-приватно партнерство, определена е локација за изградба на домот и сега покренуваме постапка во Министерството за труд и социјална политика за основање на општинска установа за згрижување на стари лица. За сега толку, ви благодарам на вниманието.